Кумановските превозници излегоа на мирен протест пред општината незадоволни од процедурата за избор на компании кои ќе го вршат јавниот превоз. Најголемите приградски населби повеќе од 2 месеца се без јавен превоз, бидејќи изборот заглави во жалбена постапка. За проблемот со спорните линии одлучуваше комисијата при Министерството за транспорт и врски, која ги прифати жалбите и случајот го врати во општината. Комисијата, формирана од градоначалникот, одлучи да распише нова постапка, а претходно Советот донесе одлука за пакет линии, согласно која превозниците кои ќе ги добијат атрактивните линии ќе вршат превоз и во непрофитабилните рурални средини. Превозниците и претходно реагираа дека е противзаконски да се расправа за линии за кои се води постапка. Велат се кршат одредби од 2 закони на штета на граѓаните и учениците. Последица на овој мирен протест на автопревозниците е тоа што пред 2 дена повторно е донесена уште една одлука од страна на градоначалникот на општина Куманово, а врз основа на нов извештај од Комисијата за спроведување на целата постапка, која повторно целосно е незаконска и е спротивна на одредбите од Законот за превоз на патниците во јавниот сообраќај и на Законот за општата управна постапка и е директно на штета на интересите на граѓаните на општина Куманово и на интересите и на учениците во училишниот превоз од сите основни училишта, особено од оние кои се однесуваат на спорните 4 линии кои што беа обжалени од страна на превозниците и за кои што Министерството за транспорт и врски како надлежен второстепен орган донесе одлуки за поништување. Сега повторно е донесена уште една незаконска одлука, како што рековме и на онаа пресконференција од понеделникот, дека одлука за изменување и дополнување на одлуката за уредување на линиите донесена од Советот минатиот петок беше незаконска. Сега се во новото решение повторно, иако согласно Закон за општа управна постапка, одлучувајќи повторно, градоначалникот мора во 7 постапи по нападствијата дадени од второстепениот орган, односно Министерството за транспорт и врски, ќе ги искористиме сите можни правни лекови за точно да се донесат онакви одлуки кои ќе бидат во согласност со законските прописи на државата. Имено ќе следат жалби повторно до Министерството за транспорт и врски, а согласно Законот за општа управна постапка, во втор степен, кога еднаш е поништена одлука на првостепениот орган, во втор степен веќе одлучува директно Министерството за транспорт и врски. Превозниците нагласуваа дека процесот можел да заврши во скратена постапка доколку се прифателе понудите врз основа на првичната одлука на Советот од декември лани. Обвинија дека се фаворизира фирма која не ги исполнила условите. Со ваквите одлуки кои сега се донесени, се прави токму спротивното, односно повторно граѓаните, огромен дел од граѓаните, над 20.000 граѓани на општина Куманово и над 2.500 ученици во училишниот превоз, повторно нема да имаат во догледно време, значи додека трае постапка за жалба, додека трае донесување на одлука од страна на второстепениот орган, односно Министерството, повторно нема да имаат превоз и повикувајќи се на измени и дополнување на таа одлука. Значи, она што го кажа и понеделникот, не може да се менуваат правила на игра на сред надпревар. Токму со ова решение се прави токму тоа. Инаку општините имаат обврски, меѓу кои нормално и општина Куманово, да го уредат јавниот градски превоз, водејќи се првенствено од интересот на граѓаните. Напротив, со ваквите нови одлуки, бидејќи се повеќе одлуки, се одбиваат сите понуди на сите понудувачи, постапката наводно треба да почне од тек. Она што не го земале предвид органите кои што ја донеле оваа одлука, пред се сметам на комисијата, која дава извештај, односно предлог фактички до градоначалникот, немала предвид дека со ваквата одлука се крши Законот за општа управна постапка, Закон за превоз на патници во јавниот сообраќај и нормално препораката на владата донесена на последната седница кога се усвоени мерките, 26 мерки од 8 или 9 март
оваа година. Од општина Куманово преку соопштение информираа дека немаат добиени конкретни барања од незадоволните превозници. Нивните инспектори за сообраќај деновиве при контроли откриле неправилности за кои дополнително ќе информираат. Во Куманово делот јавниот градски превоз не функционира од 1 јануари. Во моментов превоз има за 15 од вкупно 26 линии.